Селото Долни Балван е оддалечено 9 километри од градот Штип, лоцирано покрај самиот магистрален пат Штип-Кочани. Селото е рамничарско на надморска височина близу 300 метри, крај десниот брег на реката Брегалница. Атарот на селото зафаќа околу 8 километри квадратни, од кои близу 700 хектари се обработливо земјиште, каде што претежно се одгледуваат житарици и фуражни растенија. Во последниве 50 години тука константно живееле над 300 жители, што е случај со последниот попис од 2021 година, кога се запишани 310. Најголемиот дел од нив се занимаваат со земјоделство, а има и по некој сточар. Токму наш интерес е краварската фарма на семејството Гоцевски, позната како фармата на Џорџ. Влеговме во селото и си прашавме. Доле ќе фанете, одма до продавница стојате. Тука. Може и од тука да фанете. Добро. И лево ќе кршнете, ќе видите. Ви благодарам многу. Убав ден, пријатно. И како што велат старите, од прашано не е грешено. Ете не нас пред дворот на семејната куќа од фармерот. Тука не пречека помалиот син Марио. Има 27 години и како што ни рече, посветено работи на фармата. А бил и во Германија, работел и го живеел печалбарскиот живот. Вели отидов, видов и си се вратив. Не беше лошо, но сепак дома си е дома. Јас сум млад и ми не достигаше дружењето со другари и пријатели. Сега тука си работиме на фармата и добро ми е. Постариот син Виктор во меѓувреме бил кај нивите за да обави заштита на житариците. Почитувани, добар ви ден и добре дојавте во најновата епизода на емисијата Класи. Денеска ве водиме во една краварска фарма во Долни Балван, е Ѓорѓи Гоцевски. Сите го знаат како фармерот Џорџ. Значи, тој со своето семејство веќе е трета генерација која што се занимава со одгледување крави, има своји синови, наследници, тие се четврта генерација. Тука во Долни Балван го знаат сите, има и сопствена земја, има и знајмено земја, некаде обработуваат близу 30 хектари и имаат сопствена храна, главно за овие крави што ги одгледуваат. Ние сме сега во моментов тука на фармата, таму за нас гледаме Ѓорѓи си ја врши својата работа, па ајде да видиме како функционира оваа фарма. Следете. Еле? Ајде, здраво живо. Ајде, здраво. Како е? Добро е. Добри сте ми? Работно. Да? Да, како нема да видиме, мора. Па мора да е работно. Мора работно. Да? Убаво време, убаво работа. Така е. Битно е дека се што работите со љубов. Да, обавезно. Без љубов не си ништо работи. Така. Да. Штом се наследува традиција, можеби 5-60 години сигурно, така? Ба, има како. Има. Од дедо? Дедо, таткови, ја и ете сега децата више од мене се 30 години и од дедо ми и од татко ми още 20-50 години. 50 години, значи убаво рекоме 5-60 години традиција. Да. По краткото запознавање се договоривме тој да ни раскаже за фармата, за проблемите за животот, бидејќи децата не сакаат да зборуваат пред камера. Фармерот Џорџ од Долни Балван. Да. Штипско, општина Карбинци. Да. Обично, Ѓорѓи, луѓе што отишле во Америка, да речеме, како Ѓорѓи, оттаму се враќаат како Џорџ. Случајов со тебе таков или не? Не, случајот кај мене е обртно. Јас си останав како Ѓорѓи, али фармер Џорџ од Македонија. Така? Така е. То подобро е да е така. Да, не сум во Америка, не сум. Тука со своите деца, со своето семејство, Да, имате фарма
Најпрви наследив од дедо ми една-две крави. Аха. Па со татко ми 10 дојдовме, па ја ги направив до 20-30, со децата сега моментално имаме околу 40. 40. Да. Која сорта се кравите? Па кравите се Холштайн, повеќе црновели, нешто има жолти, али Холштайн црвен е повеќе. Добра раса? Добро, се Млечна? Млечно, да, се е млечно. Колку даваат на ден во просек? Па се зависи спрема стелноста, значи на јуница ако е докај 22-3, второ телило доваѓаме докај 30 и така натаму зголемува се. Се зависи како ранеш, како чуваш, Да, значи се е тоа. Се и како ранеш и како чуваш, меѓутоа кога сме кај храната, хранава е сега поскапена, Да, и тоа многу поскапена. Ние веќино имаме наша храна, што е многу добро. тоа е најдоброто нешто и што може да опстанеме. Иначе моменталната состојба скапа храна, ефтино млеко. Моментално е така. Во овој Еве, момент. кога го велиме ова, колку е хранава, а колку е млеко? Па вака сега, ние тука ранеме повеќе луцерка, луцерка и концентрат. Луцерката некаде се движи од 15 до 16-17 денара се движи. Концентратот се зависи како го направиш и он е више некаде овој ден над 20 денара млечниот. Значи не е баш, а млекото е 25 до 30. Повеќе нема моментално. Да? Беше 34, 35, сега е до тука. Малку тешко е ситуацијата. Се најдеме, а се покачи се нафта, ојде, ете, гледа самиот сега виде Така. трактори, прскаме житарици, се е поскапено на садеме мумруски, садеме, се е скапа храна. И затоа вие решите да си имате собствена храна практично. Да, по Имате веќино. собствена и земја? Па имаме нешто наше околу 10 хектари, имаме од државата 2-13 земано, значи околу 25 хектара моментално па, тоа е работиме и поприлично. нешто под наем, дока 35 хектара највеќе. Толку има моментално. Главно значи се обезбедувате со собствена храна? Па веќино со собствена храна одеме, купуваме соја, премикси, витамините. Тоа е, мислам, веќино, али храната е поскапено, значи за да произведе сега е скапо. Скапо е, само скапа е. Добро, дневно, отприлика колкаво производство може да се има, некој просек ако се излече на годишно ниво? Мислиш колку јадат ли? Како... Не, млеко колку е, млеко колку млеко. може да се намолзи дневно? Па ја моментално тука сега околу 400 литра моземе, има стелност, Така. оставени крави, околу 400 литра. Бореме се да дојдеме до кај 600 литра највеќе, за да опстанеме. Имате лактофризер? Има се. Да. Лактофризер, има ладење, има млекарите доаѓаат, зимат го. Значи се е Ви доаѓаат? време. Да, секој Млекари? сабајле. Секој сабајле ви го земат? Сабајле, да, дојдат 7,5, 7, зависи. А исплатата како тече? Па исплатата, да ти кажам, во овие 2-3 години е добра. На 15 дена, месец има, али исплаќат. Само што е ефтино. Превише е ефтино. Ја не брукам никој, али ефтино. И они самите го знаат, и државата го знае тоа, и млекарите го знаат. Така. Добро, Ѓорѓи, која цена еве на млеково би била рентабелна, да речеме? Па вака, ко беше 34, 33, 34, 35, значи беше нешто добро. Сега, тука субвенциите беа 6 динара. Значи ние не викаме млекото да се каче многу. Нека биде 35. Ама субвенциите да бидат испод 12 динара, да не се доли. Или 15. Многу се намалени. 6 денара што ќе би купил? Ни сакас не може да купиш. За 6 денара. Ништо. Значи, моментално е како да е опстанок на фармерите. Не само на фармерите, и за козари, и за овци. Овците кај нас имаше 5000 овци, сега нема овци. Значи тоа е жално. Кравите се намалува. А имаме, гледаш колку сме направиле, многу. Имаме многу. И еден фармер ако се откаже готово, никој пат више нема да чува. Тешко враќање. Тешко враќање. Ама и тешко се откажуваме. Сега е моментално обстанок. Обстанок е моментално. И државата треба да ви помага во секој случај. Треба во овој момент, значи не ја напаѓам државата, значи треба она што е реално. Реалното да го гледа спрема фармерите. Посебно за фармери. Во секој ден се јаде. Секој ден. Ние нема да јадеме, ама не ние мора да ја дадеме. Така. Значи мора. А по грло колку земате субвенции? Па беше лани 12.000, сега го викат 8.000. Тоа е многу малку моментално.
моментално е 8.000 за едно грло е многу малку, а и още не се дадени субвенциите. За така 25-та не се Не уште. се, да. Не се. Добро, се најавуваа дека ќе ви ги Да, дадат, да, ајде, па дај има Боже да ви ги некаква дадат, пуштија тие за ќе ви млеко. помогнат нешто. 3-4 месеца пуштија за 2025-та. Али треба, почитно треба да се испушти. А претходно не беа исплатени и 23-та, 24-та, Па тие ви ги имаше, исплатија, да, така? да, од времето на СДС беше, значи не беа исплатени 22 месеца на кај мене беа. Дојдоа, исплатија луѓето, ама моментално е закочено. Сега ние имаме криза, значи моменталното е криза со нафта, мафта, ојдено е секачено, ѓубривото ојде превише. Колку е сега ѓубривото? Како беше Па ситуација? некаде 50 кила, 50 евра. Ете, за Значи, луѓе многу е. кичува, значи 50 евра е моментално. Многу е. Планирате во иднина да задржите некое женско теле? Па да, имам, виде доста колку имам ја јунички. видов таму нешто, Ете, да. тоа е се од моје произведено, некаде 10 јуници имам ја моментално. И ме е жал да ги продадам јас. Или да ги дадам за кланица. Нема, Тоа Ѓорѓи, да ги нема. Нека се проложи работава. Да. Од дедо, татко, ти, Да, еве и да, децава гледам тука цело време помагаат. Не едниот помагаат, син- работат сите Така, си. со тракторот, другиот тука. Да. Еве како семејство. Мислиш дека кога сето ова сега го спомнуваме, доколку и цената на млекото малку се покачи, доколку и субвенциите бидат во ред на време исплатени, може од сето ова да се живее? Еве, ја моментално ние сме 5 члена дома, значи ние живееме од кравите сами. Од кравите. Има и кредити плаќаме, ама и живееме. И тешко е малку ситуацијата. И така да живееме ние од во моментално. И се, нема луксус многу, значи гледаме прво тука, па што има, тоа е. А во иднина планирате да го зголемите? Па еве гледаш, направиме за јуници още за Да, 5, еве, 6, овде, така. нови да се стават. Со Господ напред. Со Господ, да, само со Господ напред. И мислам дека ќе биде добро. Децава што викаат, даваат поддршка на сето ова? Па, во работиме за нив, поддршка е за нив. Ете, гледаш, Марио се врати од Германија, дојде да работи, ама никој Тоа нема е кој да го добро. посети и да му рече, дај Секоја чест за Марија. вработи го пака и мене, па работи, па плаќам и си, мислам, редовно, се. Осигурени се. Осигуран, се, одлично. се е нај. По пропис. Пропис, да. Сите сме осигурани, тројцата и така да. Добро, еве, ти си еден од ретките сточари овде што одгледува крави? Па има Покрај? още 2-3 фамилии. И толку нема повеќе. И тие Слабо. се 2-3 фамилии, исто како мене. Малку помалку, али тука се. Има више една фамилија што иде и по Германија, ќе чува татко, ама колку ќе издржат, не знам. Добро, Ѓорѓи, има млада популација овде што се занимава со земјоделство, еве сточарство велиме малку можеби потешко, ама еве генерално со земјоделство има. Има млади така да што се занимаваат со земјоделие. Што има тие повеќе хектари земјиште, занимаваат се. Тука у Долни Балнак се работи до педа. Да? Да, се работи. Вичино браво. е јачме, пченица, мумруска и луцир ќе се саде тука. Тај дел, така да спасуване калиманци. Така. Тука тоа е. Водоводниот систем функционира? Функционира и он малку е многу тешко, функционира, ама многу тешко. Така. Многу имаме проблеми, линиите се. Значи, таму треба да се прави. Па добро, треба и тоа и да се одржува. Да се одржува, Затоа да, што да. ланска година некој спомна дека дури 50% од водата се губи по пат. Да, точно е. Точно е, тоа треба. Работи се сега, ама не знам, тоа е. Плюс од системот ние навака више 50 години, системот не е 6 години, а одржливоста е више. Тоа е останало од поранешната држава, Па, така. да, од 69-та ли кој е Так. поштено,
ете 6 години е више. И Сега- го одржаваме, ама Така. многу тешко. Сега има најава за посериозна ревитализација на водоводниве мрежи. Зборувам за мелиоративниве мрежи. Да, ако го тоа се случи, ош подобро ќе биде. Така. Значи младината ќе остане тука. Пред малку го забележав, ви дојде и ветеринарниот доктор. Да, да. Значи, си имате соработка со него редовна. Да, редовна секој ден. Денеска, ако не е утре, обавено, секој ден. Да? Значи се доваѓа, гледа, се има си он, така да прати ги сите молзни крави, се. Добро, некојаш кога е итно, го викате. Доваѓа. Доваѓа, ете сега скоро имаме телење. Мгм. 5 души го два изводиме телење. И тоа е процес. Процес, да. Да, 5 души влече. и треба знаење за сето тоа. Да, он дојде. Така да беше карлично Аха. наместено телето, изводиме го, здраво е. Чејате може да го видите, убаво и така. Тоа е тоа. Одлично, Тоа е, одлично. да, тонка. Значи, во иднина, во секој случај, како семејство планирате да си продолжите Па, со се тоа? мислиме, да, мислиме. Тука сега, тоа е, мислиме да продолжиме. Ме радува Тука ако биде така. треба малку тие програми, не сум задоволен и од многу, значи ништо не сме добиле до сега, се нема средства, а имаме конкурирано за трактори, за машинерија и тука Преку треба ИПАР малку програми да се или гледа национална програма? преку ИПАР, не преку ИПАР, преку национална. Мгм. Што имате вака од механизација собствена? Видовте Па, еден трактор тука? Трактори, ете, стари, тоа е се што сум ја купил со децата, значи еден нов трактор од Чемо Метал го земаме, тај си го плаќаме, плугови, прскалки, Така. сега конкурираме за тренирачи, за такви работи, што треба. Приколици за изнасање и добре. Па тоа е она што државата Да. меѓу другото Да, треба да ви тоа го треба, осможи. тоа ја Полесен имам. пристап Да, доста да имам имате на до тие средства. тоа треба и да се смене на тај систем. Ја у Турција имам одено, значи доста со фармери со ова на времето. Тука треба, знаеш што треба да се направи? Правите фармери да дојдат лично да си дое и да и се даде и да се даде. Значи фармер нека работи, дај му Така. колку турци. Така е, само така функционира и се задоволни. И затоа ги они тракторите чуват 5-6 години и продават по Европа на нас. Тука е, тоа. Така. Доста роба има од тамо дојдена стара и ние веќино имаме новата роба е од тамо. Повеќе доваѓа. Тоа треба да се смене. Така да, тоа е. Ама озилиште во иднина? Па децата сакаа да направат со 200.000 евра голема фарма, со ама стопира се не бил. Сакат они, значи да работат по Добро, ама децата имаат добра логика. Значи да работат со профит. да, неќе А они вие повозрастните тераме колку тераме, али Да. они сакат профит. Без профит кај ни нема. и тоа е и правилно на еден Па, начин. така и треба, Да. така и треба, значи тоа е тоа. Тоа е, можам. Добро, тука вие и старите треба и да попуштите, да Е, речете па- добро Така, ја гледај, и ајде, како да ти објаснам, ја ги се одам, колку што сакат, тоа нема проблем. така. Али финансите се најбитното е Така, кај нас така. финансите. Другото работа како работа. Ете, јас секој сабалец станувам у 4 сато или 4. Они станат у 5 и нешто и у 7 мора да биде измузено се. Така. Така и така е. Добро утро, добар ден, добро вечер, секој ден ни викаме. Тешка е работата, е парамет со тешка работа. Апсолутно. Тоа е. Добро е, во селово има немажени моми? Па, тука тешка работа. Да? Се е омажено. Не, сакав да прашам дали имаат интерес за фармериве, младиве фармери. Ако се сакат, Да? не е битно. Не е битно дали си фармер, да рече си. Тоа е љубов. Пари Така е, нема. така Тоа е, е. ама и треба да ги ценат фармерите. Треба да ги ценат. Мислам ќе ги ценат ути. Натаму оди работа. Оде натаму, да. Нема срам на работа. Нема срам. Тоа никаде го нема. И в Хрватска и најголемите луѓе работат Така е. са фармери. Тоа со 200 крави, со 300. Еден Да. Хелмут Кол, кој што беше канцелар на Германија во 90-тите години, меѓу другото беше и фармер. Фармер, па да, верувам, нема срам на тоа. Срам нема. Фармерството што е, работеш за собствена Напротив, потреба. вие што произведувате храна треба да бидете повеќе ценети. Ценети, И од општеството, и од купувачите. Да. Точно е тоа. Тоа е живота и истина. Така да. Тоа е тоа. Знаат ме сите што како е и тоа. Јас
Значи јас се оженив на 26 години, на 28 више ја прифатен стана. Оидов у Италија работи, виде дека не бива, оиде у Грција ич не бива и рече, ќе работам тука. Со татко ми, Бог да прости, беме многу вредни и полека. И тоа е тоа. И деца спориме, фамилија спориме. Одлично. Така е, нема срам. Не само Жената што нема страм. штип од центарот, зема дојде у Долни Балван. Па ете, имаме. Значи, од штип од центарот и дојде у штип и живееме сега. Ете. значи фраер си бил тоа, не го може секој. Да, па нема потреба, зашто тоа е тоа. Така е. Секоја чест, како ви се вика сопругата? Снежана, ете, се Ете, ја поздравуваме Снежана. Значи градска мома дошла во Долни Балван да биде фармерка. Паметно. Иде до штип и се враќа назад. Така, сигурно. Тука е животот. Животот е така. Било ми беше. Ви посакувам добро здравје и да си продолжите со ова. Фала. Вие рековте сте трета генерација, еве четвртата ви е тука и дај Боже да има и пета. Да, па нека, ама Нека работат младите. Нека работат без работат за ни. Така е. За ни работат. Ово е се за нас. Значи нема некоја печалка јака, али За живеачка за има. живење има нешто. И сега тука сега кажа моментално цената е кој ќе издржи, а цената моментално 25 денара е многу малку. 30 денара. 30 денара. Млекарите плаќаат, еве, давам го ја и у Јока, и тие ви даваме на 2 места, луѓето нема проблем. Поддршка има, ако заглавиме некој пат, јавиме се, пуштаат и така да нема проблем. Значи Затоа добра ви е соработката. Соработката со ние добра е. Пред 10 години лоша беше. Пред 10 години беше лоша. Не плаќаа по 3-4 месеца. Сега моментално е добро. За плаќањето мислам. Така. Е цената која е таа е. Ајде да се дај Боже да се подобрат некои состојби. Мора Верувам да се дека- подобра. да, верувам Мора и дека- они ути знаат дека е скапо. Да, производството на храна е базата на една држава, да се разбереме. Во иднина практично и независноста, сувереноста на една држава најмногу ќе се цени по производството на Да, храна. абе, дома ако има јадење, ќе има се. Така, ќе има Другото обстанок. ќе го издржиме. Така. Ама јадењето, гардерова, ако купиме. Може да прескокнеме. Ќе прескокнеме, оваа година во одмор, нема да идеме, ути тешко одеме за одмор, Така. Ама храна мора да се јаде секој ден. Мора. Така. Тоа е тоа. Во се работи од љубов. Значи се работи од Многу ми е љубов, мило да што е ти така. кажам, најискрено, баш ми било ете. И мене ми е мило. Тоа. Ајде да ги црнеме кравија сега. Тука се води. Да. Белка, шарка има, тоа е тоа. Така и белка и шарка. Тоа е тоа. Ајде да им фрлиме. така. нешто. Тонка стави ти. Да. Ево оваа работа е. Малку олекнаме со балирачки, со Така. бремени и така, тоа е тоа. Добро што имате и механизација. Па да. Ете сте успеале низ времево нешто да си купите. Ја многу пати ќе кажам благодарење па на млекарата. Викам треба, нема проблем, колку треба толку кажа. Да. И алал да е. Значи имат тоа е тоа. Значи една Ама добро, млекара тоа е партнерство на еден начин, треба меѓусебна соработка, да се помагате. Точно е. Денеско ти они јадат, она не те пита имаш ли, немаш ли. Практично, Е. тој функционира од вас. Да, па ние ако му Така. даеме млеко ќе има производство. Има производство, ќе ако живее. не, нема. А и ние живееме од тоа, така да ние сме врзани. Али здрава храна, здрав народ ќе има. Така Не е. здрава Така храна, е. нема Така е. здрава. Така. Тоа е тоа. Ние чим живи останаме во времето на короната, па сега зашто да не. Сигурно. Тоа е тоа. Ете. А сирење правите нешто? Моментално не правиме ути, нема кој да прави сега. Аха. Тоа е Да, техника за си треба. техниката. И плюс треба и Кога опрема да беше имате. мајка ми жива, она обавезно урда, сирење, мирење, тоа и беше многу тражена посебно урдата, правеше многу Так. бава. Ама Так. ево млади дете тоа е тоа. Аби мислам и да дојде ден мора нешто да се иска, да се направи. Види, ако се направи производ некаков да. од млекото, добиваш на додадена вредност има млекото. Да, ма ако правиш убава храна, сите ги ако Така сите, е, сите така и е. сирење урда, тоа е недостаток на Така е. добра, мислам, домашно. А сега и се повеќе се цени домашното. Домашното е, дојде ден домашното се цени више. Така е. Ема тука се. И со право. И
Значи, не може ова да биде исто со нешто што е индустријско. Да. Значи, свинчиња си имате? Имаме, чуваме си обавезно за нас, обавезно не. по 5 комада. Домаќински? Да. Телетки си за колеми си. И тоа е тоа. Така. Фрижидерите ја го врачат. Така. Мора да се раним и за оваа работа. Колку оди сега телешкото? Колку ви го откупуваат? Па сега моментално има некоја цена на телешкото од 240, 250, тука се движи. Жива мера. Да. А јунешкото? Или не чекате да пораснат? Не многу, да. Да. Тука 300, 350 кила највеќе. Така. Тоа. Вичино ние ги оставаме женските телиња за нас и така да женското повеќе си за мајки. Во е се од мое што е почнала генерациите и се, значи немам крава купена од друго место, се генетики така да наиздржува. Одлично. Иначе тие што дојдат од Холандија, Германија, Америка, изумрат тука многу. Додека се прилагодат. Тие точно млечни са повеќе се, ама многу тешко те нас тука. Некој пат има летоска 50 степена. Така. И тоа е тоа. Објектов е добар. Ова е сега, таа е постарио, али таа сум го правил, значи пред 30 години гледаш како сум го направил. Да. Пред 30 години тај правил. Така. Ова е било друго, трето сега го насочиме за оваа работа и така. Македонија и покрај одличните услови за производство на храна, за жал е увозно зависна. После секоја поголема криза, ни се случува покачување на цените на производите. За да не биде така, потребни се аграрни политики со кои што ќе го зголемиме производството на домашна храна. Токму затоа на нашите земјоделци и сточари им е потребна посериозна поддршка. Ѓорѓи и Снежана имаат 3 деца – Виктор, Марио и Анастасија. Тие, барем засега, својата иднина ја гледаат тука, но прашање е до кога.